Почитувани граѓани, почитувани новинари. Дури и ВМРО ДПМН денеска потврди дека Христијан Мицкоски е најнеспособниот директор на ЕСАМ. Лагите на Мицкоски за полето на енергетика се разбиени и тоа е подкрепено со факти. Факт 1. Во 2006 година 1 киловат час електрична енергија домаќинствата ги чинел 2,37 денари, додека во 2016 цената е убедливо највисока и изнесува 4,28 денари, а во 2017 незначително пониска 4,27 денари. Тоа значи дека граѓаните плачеле најскапа струја токму во времето на Мицкоски. Во 2018 година цената е намалена на 4,08 денари и останува стабилна и во 2019 година. Граѓаните го гледаат и чувствуваат това на своите сметки, а не фактите на Мицкоски. Факт 2. Мицкоски вели дека оставил банкарски депозити од 1,5 милијарда денари и 300 милиони денари на сметката на АДС. Зошто не кажува дека оставил исклучени договори и тендерски постапки во тек во висина од неверојатни 94 милиони евра за изградба на рајски градини, барокни згради и фасади, катни гаражи, конгресни центри, тениски игралишта и слични фантазии. Мицкоски е единствениот директор во историјата на ЕСАМ во чие време ниту се градел, ниту бил во тендерска постапка, барем еден енергетски капацитет. Денеска ЕСАМ има на сметките преку 80 милиони евра. Пари со кои се гради чиста и сигурна иднина за Република Северна Македонија, а не нечија фантазија. Факт 3. АДСАМ редовно исплаќа К-15 и тоа во висина од 100% од просечната плата, а не 60% како во времето на ВМРО ДПМН. Факт 4. Дури и во фактите изнесени од Мицковски, јасно се гледа дека производството на елем драматично паѓа од 13-та година па навам. Убедливо, најмало производство на струја ЕСАМ оствариле токму во 2017 година. Во 2018 година производството е зголемено за 45 гигават часови, а нагорниот тренд продолжува и во 2019 година. Факт 5. Во текот на 2018 и 2019 година ЕСАМ не набави ниту 1 мегават час електрична енергија, а на слободниот пазар продаде вишоци во вредност од 40 милиони евра. Мицкоски да објасни зошто на 27 декември 2016 година побарал од Регулаторната комисија за енергетика да го одземе правото Евана да увезува електрична енергија и пред Нова година без никаква транспарентност, за тоа да го задолжи Елем. Да објасни зошто потоа во јануари 2017 година Елем набавил електрична енергија за 6,5 милиони евра по цена која е повеќе 2 пати повисока од цената по која МЕПСО купувал струја во истиот период. Ова се фактите кои го потврдуваат расипничкиот и неодговорен однос на Мицковски и ги демантираат сите негови лаги. Сите факти говорат дека реформите на СДСМ во енергетиката се шампионски и се на прав пат, колку да тоа е несватливо и неприфатливо за Мицковски.